Почитувани сограѓани, мои битолчани и битолчанки, вие кои што очекувавте од Петровска живот, имате право да знаете каде беше тој во 2020-та која замина. Јавно ве прашувам, дали селективно се казнуваа вработени во општина Битола, јавните предпријатија и сите други институции? Дали против првите лица во општината се поднесени најмалку 2 пријави за мобинг и други постапки кои се во судски процедури? Чија е конечната одлука за битолчани? На секретарот или на градоначалничката? Заборавивте дека кој се одмаздува после победата не ја заслужува. Кога сме кај судовите и вработените и покрај 50 на ново вработени во општина, дали е ангажиран правен застапник на општината и тој секој месец инкасира по 500 евра пари на битолчани? И дали досега нема добиено ниту еден случај за општина Битола? Ако се прашувате за кој станува збор, тоа е висок партиски кадар на СДСМ. Убеден сум дека ваков живот не ни е потребен и во 2021 година. Битолчани, на вас е редот да одлучите. Ве повикуваме да се ослободите. Да се ослободите од притисокот и да се обратите кај нас. Повелете во нашите простории. Тука сме да си подадеме рака. Преку овозможување на стручна, бесплатна правна помош, на секој случај на дискриминација или малтретирање на работно место. Почитувани, нашата поддршка и конкретна борба ви ја нудиме вас. На граѓаните и во секое време, а не само за време на избори. ВМРО ДПМН ќе биде вашиот глас. Ќе ја информираме јавноста со какви притисоци се служи власта за да контролира и манипулира. Примерот поправа многу повеќе од прекорот. Охрабрете се и приклучете се. Приклучетени се во борбата. Целта им е да заплашуваат и да владеат, но да им кажеме дека е време да си одат. И на тоа заедно со вас, посветено да работиме во текот на целата 2021 година. Се до конечниот пат на лажниот живот. Почитувани битолчани, само на овој начин и заедно ќе го обезличиме наводниот живот кој минативе години го узурпира нашиот град. Во новата 2021 година, нека ве води мисла дека водилка во животот се само борбата за правда и вистина. Оттаму, секој човек е виновен за секое добро кое можел, а не го направил. Да ја создадеме Битола заедно, Битола која ја заслужуваме. Срекни празници и многу здравие!